Ова е Заспи ако можеш, почитувани пријатели. Јас сум Драган Милосављевиќ. Истрагата за кобната ноќ во Кочани оди по својот тек, би рекол, нови лица се носат на испрашување, осомничени, ќе видиме дали ќе се докаже нивната вина. Пацијата и натаму е во шок. Утре веројатно ќе биде и најтешкиот ден со оглед на фактот дека ќе бидат погребани оние кои што загинаа. Од друга страна, министерот за здравство Армен Таравари кажа една сепак добра вест, имено дека поминати се оние кобни 72 часа, во кои што состојбата на пациентите, на повредените знае да ескалира и искрено се надеваме дека сите повредени без разлика дали се во нашите или во болниците во странство ќе се вратат дома. Оваа вечер си поставив сам на себе задача да ја изанализираме психолошката состојба од една страна на целата нација која што се наоѓа под тешка травма, тежок стрес, што е сосема разбирливо. Понатаму психолошката состојба на пријателите и роднините на оние кои што за жал почина, како и на повредените. Состојбата на луѓето кои што морат да ја водат целата оваа операција, меѓутоа и начинот на кој што ние медиумите се однесуваме кон целиот случај и воопшто општеството како треба да се однесува во вакви навистина специфични моменти. Од таа причина со мене во студиото е магистер Елена Джебар, клинички психолог и психотерапевт. Благодарам на тоа што прифатите да дојдете. Благодарам многу и на поканата и драго ми е што сум тука. Еве, бидејќи прв пат вака излегувам и на телевизија, повеќе сум активна некако на социјалните медиуми, сакам да изразам и сочувство до сите кои што изгубија партнер, дете, сестра, брат, роднина и само сакам некако да ги потсетам дека не се сами во ова, дека ние сме тука со нив, дека не изгубиле нас. Не изгубиле нас како колектив, како општество и сите оние кои што останавме тука да бидеме заедно со нив во ова тешко време. Во последниве месеци, една година и пол, колку и да е, на Македонија се случија неколку тешки травми. Најпрви беше она грозоморно убиство на девојчето Вања од страна на една банда која што сега се суди, тоа судење сега го доживува климаксот и уште еден човек беше убиен заедно со неа. Тоа предизвика голема травма во општеството, несомнено. Потоа се случи прегазувањето исто така на една девојка од страна на несовесен возач на партизанска, која што уште толку некако додаде дополнителна енергија во тоа стресно чувство кај сите нас. И сега ова, што не може да се спореди со ништо, бидејќи се работи за трагедија од, како што велат, од епски размери, нешто што ќе треба веројатно со години да го преджвакуваме во нашите мозоци, да го обмислуваме и да се обидеме да му најдеме некоја рационална смисла, ако тоа е воопшто возможно. Сакам да кажам, факт е дека ни се случи нешто кое што може да се случи на секој народ, се разбира, на секоја нација се случува. Има војни, во овој момент имаме страшни загуби над луѓе, мислам, од војни и така натаму, меѓутоа ние сме земја во мирна состојба и ваков удар едноставно како да не е подготвено општеството да го прими. Меѓутоа тоа е фактичка состојба, мораме да живееме со него. И сега прашањето за вас е како би требало да постапуваат луѓето генерално во вакви околности? Да, ова е многу важно и клучно прашање. Интересно е што многу малку сметам дека се подготвуваме за вакво нешто. Еве, јас сум релативно млада и првиот шок кој што јас сум го доживела во професијата бил короната, кога прв пат било нешто кое што, ајде да речам, надвор од нормалата, морало да се подготвиме, да бидеме сите подготвени. Кога и нам ни е тешко како професионални лица, а треба да бидеме во служби, во поддршка на народот. Сите беа изолирани. Така. И мислам, тоа беше шок, бидејќи се случуваше нешто кое што е прв пат. И она кое што мислам дека е многу важно е пред се да прво се вратиме кон себе, затоа што народот е многу мудар и знаел уште одамна како да се носи со сите
овие, ајде да речам, несреќи кои што се случуваат. Не би рекла дека ние како народ сме нерезилиентен, неотпорен или дека не сме се соочувале во минатото. Можеби немаме сега актуелна, нели, војна и некои такви стресови, но сепак трансгенерацијски ако гледаме наназад годините, не е дека нашите предци не минували, тоа не е многу дамнешни предци, сепак да не заборавиме колку војни претходно се поминати. Балканот е едно жариште. Меѓутоа, можеби би рекла, овие генерации така некако се живеело помирно, па ова доаѓа како еден шок. Многу е важно да не забораваме на психичката состојба, односно на менталното здравје и секако на она што на колективното, односно како можеме колективно да се штитиме. Многу често се случува да во вакви периоди тргаме или некој во изолација, или пак обратно, некои тргаат во бес и агресија, односно нели се борат со она што се случува, да забораваме некаде дека постојат и некои начини кои што можат многу повеќе да не поддржат, а тоа е прво да останеме заедно. Ево што порано, кога и да се случило некоја несреќа, можеби сте слушале или ќе кажат некој седете заедно, повеќе глави подобро размислуваат, останете тука заедно, кога сме заедно не може нели ништо да не сруши и токму тоа е оно што се случува. Всушност народот природно кога дознавме за трагедијата, прво нели нормално се ова шокот и неверување. Јас не верувам дека утрото некој што стана, особено ние, ајде да речам од надвор кои што не бевме нели баш таму на лице место кој што не се соочуваме со стресниот, мислам, читаш и викаш што е ова да не е нешто за кликови, ова нема шанси. Како 50, првата вест која што ја прочитав знам беше дека има 50 жртви. Никој не верува, прво тоа е шок и неверување, меѓутоа понатаму се јавуваат различни чувства и емоции, но оно што е природно кај човекот е дај да видам како можам да помогнам, дај да бидеме заедно и тука почна собирите, тука почна заедничката поддршка, тука веднаш се активираше комората на психолози, психијатрите, значи тука се активираше секоја професија, општествена нели одговорност да презема да може да влезе во функција на поддршка. Во првите неколку часа веднаш се мобилизираа нели, ајде да речам дел од професиите, еве конкретно можам да зборувам за психолозите, ние веднаш се мобилизиравме со повик кој ќе биде тука, кој може да дава поддршка затоа што она што е сега да речам, нели првиот дел е како да се спаси животот, тие што биле таму, меѓутоа вториот дел почнува сега како да можеме психички, психофизички да останеме стабилни за да продолжиме кои со лекување, кои со поддршка на сите кои што се посредно и непосредно засегнати. Не е иста психолошката поддршка која што ќе се дава конкретно на жртвите, на оние кои што се преживеаните, на оние кои што биле непосредно нели лекарската екипа, која што исто така многу минуваат низ некои процеси, меѓутоа ние и колективно сите и покрај тоа што еве да речеме јас конкретно сум само некој кој што следи нели од страна, не сум таму, меѓутоа сепак не верувам дека остана некој кој што е незасегнат. Сега можеби на различен начин тоа го доживува и тука не смееме никого да осудиме бидејќи има некој кој што може многу послабо, со послаб интензитет ова да го преживее, меѓутоа има некој кој што ова навистина може многу да го сруши и да го измести и тоа зависи секако од многу фактори, од претходно нели и од резилиентност и од претходните искуства, личните искуства кои што ги носи, секако самите внатрешни и надворешни поддршки кои што ги има. И затоа тука би рекла дека треба да бидеме многу внимателни, но првично нешто кое што е важно е таа психолошка поддршка која што верувам дека сега е потребна на сите вклучени. Најмногу на оние кои што се да сега и лекарите, лекарскиот тим кои што исто така се соочуваат со голем стрес и секако најблиските, мислам тоа. Меѓутоа и општо затоа што еве она искуството покажува дека се крена нормално, многу голема паника, многу голем шок, многу голем страв и првично нешто што се случува е всушност како во паничен напад, психолозите го викаме како тлото да се губи од земја и покрај тоа што не се губи, меѓутоа во овој момент навистина се губи тлото, односно се случи нешто кое што навистина премногу не размести, не размрда и потребно е доста време да може да се намести. Значи баш како да се случи земјотрес и покрај тоа што не беше ова земјотрес, нели, ова е нешто кое што се случи за жал од немарност, од човечки фактор. И тоа го прави уште потешко. Морам да признам, знае јавноста дека медицинските тимови и нашите лекари апсолутно посветено влегува во битката да се спасат човечки животи, секоја чест за нив. Еве искрено не знаев дека и психолозите од прво се вклучиле во целиот процес, што е многу важно. Понекогаш имам впечаток дека вашата бранша, условно кажано, е како да се чува настрана, можеби нашето општество се уште не може да ве прифати соодветно, се уште постои некоја стигма дека тамо се оди само ако имаш не знам какви проблеми, меѓутоа
Овие околности покажуваат дека и тоа како сите сме ранливи и дека помошта на лица кои што навистина знаат што треба да се прави е повеќе од важна, иако искрено најмногу ми се допадна делот од одговорот што го кажавте дека заедништвото кое што природно се создава, тоа е веројатно на некоја инстинктивна основа, треба да се задржи за луѓето да чувствуваат дека сепак сите сме тука. Она што ме интересира, самата спомнавте, луѓето кои што изгубиле луѓе, нивни роднини, нивни пријатели. Имавме за жал можност да видиме татковци кои што исплаќаат пораки, кои што се не можете едноставно дури ни на некој основно ниво да ги сватите, меѓутоа тоа е така, човекот кој ќе рече го изгубив своето дете, јас веќе немам зашто да живеам. Но тој човек треба да живее. Кога ние би му рекле да, во право си, тоа би било катастрофа. До страшна загуба што ја има, не дај Боже, разбира на никој никогаш да не му се случи, меѓутоа тие луѓе сега исто така треба да најдат начин да опстанат во овој свет, да најдат некаква утеха, предпоставувам, да најдат некоја смисла во животот. Што со нив? Така. Знаеш, може само малку ќе се вратам на нашата наука. Да, психолозите, особено во Македонија. Меѓутоа, тоа е малку повеќе на Балканот, брикла на Македонија. Еве, гледам веќе во другите земји, доста повеќе се знае, доста повеќе стигмата тргната. Кај нас се уште психологијата не ни знаат луѓето што е, односно не може да ја разликуваат, нели, како гранка, како наука. Психологијата е наука за душата. Значи, психолозите и додека психотерапијата е терапија на душата и најчесто е низ разговор, односно низ зборови. Затоа што зборовите лекуваат, а не само фармакотерапија, односно нели кога одиме и кога се лекуваме. И тоа е нешто, ние човекот сме на целина. Ние не можеме да се излечиме нели само со едно нешто што го правиме и не можеме да ја тргнеме душата настрана и кога се случуваат вакви трагедии, првата личност, односно првите професионалци кои што се бараат и кои што се многу важни на терен, не само за личностите кои што се травматизирани, туку и за оние кои што се во првите редови, нели, зашто има воен психолог, нели, за војската, значи секаде има и дури за нас психолозите постои супервизија и група на поддршка, затоа што и ние, нели, мораме да се регулираме. А многу е важно тука да споделам дека и покрај тоа што човекот има природна дарба да се регулира и се учи како да се регулира, нели, регулацијата на емоциите се учи. Сепак ние сме колективно општество, колку и да некако во наводници би рекла модерната, тоа не е психологија, модерното општество има донесено некој индивидуалистички начин на живот, ние сепак имаме потреба и од корегулација, односно ние имаме потреба од тоа да бидеме поврзани, да бидеме во контакт со другите луѓе за да не поддржат и да ни помогнат да се регулираме. Сега зошто го кажав ова за психолозите, затоа што еве кога се случи без разлика која трагедија, секогаш првично некој кој што доаѓа да го побараме зошто е ова така, за да разбереме зошто некако се однесуваме, зошто некако се чувствуваме, доаѓа психологот. Така што еве се надавам, јас не би сакала, јас дури некогаш се лутам зошто сме повикани како професионалци само кога е нешто лошо. Всушност нашата е дел од нашата професија да доаѓаме во превенција, односно да му некако самиот народ ја јакне таа резилиентност. Сега кај родителите кои што си ги изгубија своите деца, би рекла таму е најтешко, особено оние што си ги изгубија нивните деца, затоа што да речам стресот ако има скалила, највисокото, односно најголемиот стрес што некој може да го доживее загуба на блиска личност, особено на дете. На прво место би го ставила тоа на дете. Она со кое што тие сега допрва ќе се соочуваат, тоа е еден процес на обжалување и тоа не е нешто кое што оди по книга. Ние психолозите, науката си донела, си има одредени фази, така натаму, па сега ова, меѓутоа, оно што е многу важно да кажам дека и покрај тоа што постојат одредени фази на тоа прежалување, тие не одат едно по друго. Многу често се враќаме назад и многу често, многу е важно тука да останеме свесни дека секој индивидуално пати. И дека нешто што ние можеме да направиме е пред се да дадеме поддршка, има поддршка, значи ве молам, ова сакам сам што повеќе луѓе да го дознаат дека комората на психолози и скоро сите психолошки здруженија и психотераписки, значи здруженија во државата, ако не и сите, нудат бесплатна поддршка и за интервенција во криза, меѓутоа и психотерапија доколку е потребно некаде, бесплатно е тоа. Значи тоа не е нешто каде што некој треба нешто да даде и слично, дури голем дел од моите колеги се веќе на терен. Значи има различни интервенции, оние што интервенираат во криза и слично на еден начин, има различно кога ќе се јави, нели, за секој различно, меѓутоа тие се отворени за целата држава.
кој има потреба да се јави слободно и тие мислам дека има не знам ќе нека влезат во комора на психолози на пример на Република Македонија, ги има сите телефони, може да се јават. Мислам дека е доста важно да тоа се знае. Бидејќи ние многу често некако имаме чувство дека системот потфрла, меѓутоа систем имаме. Ние нудиме поддршка. Многу е важно да ги следиме правилата, односно да ги почитуваме правилата. Во оваа ситуација не сум изненадена, мислам, јас ги знам колегите слично, не постои нито еден мој колега кој што ако ништо друго даде поддршка онолку колку што може. Некој на терен, некој на социјалните медиуми, некој со препораки што е нешто може, нели во моментот да го смири, некој секако на повик, најчесто онлайн се работи, по телефон може да се работи и слично, така што кој да се чувствува преплавено, нека побара помош и поддршка затоа што ние не сме сами и не мора да бидеме сами. И оно што е многу важно тука што ми го споделивте за конкретно таткото го видов и јас. Од една страна морам тоа да го кажам и од етички еден аспект дека е многу важно да не ги снимаме во такви моменти затоа што можат да кажат и да донесат нешто кое што не само за нив не е убаво да го гледаме, туку и за оние кои што го гледаат, особено па помладата популација, да е доста ајде да речам срцепарачки и да е многу тешко да се гледа и да е навистина премногу не и дополно влијае на сите. Многу влијае. Еве јас конкретно јас сум мајка на 3 деца и мислам кога ги слушав лелеците јас не можам да не се ставам нели во и колку и да се трудам да се регулирам нели тоа е нешто кое што ќе не извади од таа една природна или колку и да се трудам да правам техники нели и да останам приземјена не би можела, а не па некој кој што па и воопшто не знае нели како тоа да го направи. И тука е многу важно само да не го форсираме текот на тоа како тие ќе заздравуваат. Дека ќе им биде лесно, нема да им биде лесно. Во овој момент што и да се каже, мислам дека не треба да се каже затоа што ова е период кога се уште можеби се дели во шок. Утре погребот и мислам дека утре се уште може ќе им трае шокот и тек од утре можеби ќе почнат малку повеќе да стануваат свесни што се случило и дека сепак нели почнува еден процес на обжалување, односно на тешка и голема загуба. Оно кое што е многу важно да тие личности не се остават сами. Роднини, пријатели, тие кои што се околу нив, кои што се малку ајде да речам, во моментот посилни и повеќе може да се држат, да бидат тука. Да не, можеби да не делиме совети од типот на ајде не се секира, не се грижи, некоја ние ја викаме тоа токсична позитивност, тука само да останат и да прашаат што ти треба. Да одиме, нели ако одиме првично физиолошките потреби да се задоволени, иначе да гледаме дали ти се јаде, што ќе пиеш, да не се дозволи нели личноста да прегладне или да не, затоа што се случува понекогаш да потполно особено родител заборави на себе, да заборави да се грижи за себе. И она што колективот, односно тие околу може да помогнат е прво да го понудат тоа и нели да понудат некоја сигурност, да не се грижи за финанси, за работа и слично, да знае дека има некој тука, но и да се почитува и секогаш да се прашува што ти треба. Ке ти донесам пример јадење, што ти треба, што сакаш, што можеш, што ти прија. Мислам да некако бидеме свесни дека ако ние нешто мислиме дека нам не треба, не значи дека и на другата страна и треба. Тука е многу индивидуален процес и секако не можам да генерализирам, но можам да некако поттикнам оние кои што се во непосредна близина и секако ние како општество да бидеме многу внимателни тука. Гледав некои коментари на социјалните мрежи за починатите што ние сите имаме некој човекот по тенденција има да осудува и тоа е во ред, меѓутоа малку да се стишиме и да не мора нели да тоа го чита, нема потреба да го читаат. Баш утре читав некои коментари кои што сметам дека не се од поддршка, особено не за тој што го загубил животот. Така што, повикувам на емпатија, повикувам на ставање во тугите чевли, меѓутоа, нели да не му го правиме на другиот оно кој што не сакаме нам да ни го прават во тој момент. И тука е затоа најважно, нели, да помогнеме како луѓе, да не ги заборавиме тие човечки вредности и да си го задржиме за себе она пресуда која што ја чувствуваме, да не стигне до тој кој што во моментов премногу го боли. Морам да признам дека овој термин токсична позитивност ме изненади, очигледно постои во вашиот систем и сосема согласувам, не сум размислувал на таа тема. Од друга страна да кажам, ми се чини дека и медиумите се согласија дека и утрешниот ден кој што ќе биде максимално травматичен нема да биде, верувам, следен со непотребна помпа, условно кажано, со камери и така натаму. Мислам дека тоа на никој не му е потребно да правиме некаков вашар од
нешто што навистина треба да биде интимно и тамо каде што ќе има сцени кои што никој не сака да ги гледа, добро и за нив, добро и за целата нација, максимално го поддржувам тоа. Уште едно прашање што многу ме интересира. Луѓето кои што се повредени, некои од нив тешко, да се надеваме дека ќе се излечат, народски кажано, од целата работа. Меѓутоа, очекувано е дека некои од нив ќе носат со себе физички трауми, изгореници и така натаму, нешто што можеби ќе ги промени физички, ментално нема никаква и дилема, кога ќе го поминеш тој таков шок, веројатно ќе треба многу време понатаму да во својата глава прво да го преживееш, да го свариш сето тоа. Што со нив? Тие луѓе ќе излезат, да се надеваме, здравје Боже, за неколку дена, за недела, две, и ќе треба да се вратат во нормалниот живот. Ние не како општество, нема да кажам ние како општество, но не е необично кај нас кога човек физички ќе се измени да почнеме да го гледаме на поинаков начин. Како да нешто не е во ред со него. А можно и да има такви случаи. Понатаму тие луѓе може да се повлечат во себе, да станат потивки, затворени. Како треба да се однесуваме со нив? Така, да. Па, како треба. Тука многу може да се зборува како треба или како не треба. Јас пак... Или добро прашање е како не треба. Може би тоа е поправено. Тука никој не може да наметне, за жал, на другите како да се однесуваме и она што кажав, ние луѓето природно имаме тенденција да осудуваме и сметам дека нешто на кое што многу мораме да работиме како општество е токму тоа, дека можеби забораваме на овие клучни фактори или нели клучни работи кои што се важни затоа што ваков тип на нели трауми некогаш не се индивидуални, нели не се секогаш од колективно Толку нешто што се да. настанало, некогаш се несреќен случај кој што го поминале самите тие. И она што би рекла, не можеме за жал да го контролираме туѓото однесување, кое е тука многу важно да не ги гледаме нели другите личности како нешто да им недостасува, да не се трудиме да ги жалиме или да ги гледаме, затоа што многу често па е непријатна ситуацијата другата страна, така, кога некој те жали. Да, кога некој те жали, туку напротив едноставно да продолжиме да ги гледаме такви какви што се. Но има интересно едно истражување направено, ева мислам може да го споделам, кога одат на работно интервју личности на кои што им цртаат лузна на лицето, им ја покажуваат, им викаат еве со оваа лузна на лицето ќе одиш на интервју и потоа им ја бришат и не им кажуваат дека всушност ја немаат таа црта. И луѓе кои што не одат со никаква лузна. Интересно е што истражувањето покажува дека оние кои што мислеле дека имаат некаков дефект на себе си, дека наводно другите ги гледале некако чудно или поинако, додека реалноста нели не е така, затоа што немале. Така што мислам дека тука е многу важно да оние кои што преживеа, кои што секако ќе имаат допрва, мислам да се борат со целата таа траума, со сето тоа што се случило. Тука никој не сме ниту тие самите да го форсираат процесот на кој што ќе жалат и дури доколку не се чувствуваат во моментов дека жалат, тоа е во ред, затоа што има различни, значи пак ќе кажам, некои влегуваат во поинакви фази во тој цел процес на справување со стресот и тоа е сосема во ред, да можеби повеќе работат на себе тие и на тие себе си како се гледаат за да не го доживуваат понатаму тоа лично што ќе се случува, затоа што можеби и да не се случува, а тие некако да го носат тоа како потенцирање. И затоа еве апел до сите да работат на себе, значи затоа е професијата, затоа се психотерапевтите тука, постои во општеството нели начин каде може да се обратиме за поддршка и јас би рекла за сите тие жртви кои што беа таму задолжително да продолжат со работа на себе и да се поддржуваат од личности кои што се од надвор, кои што се неосудувачки, кои што се ја знаат работата и кои што ќе можат да ја поддржат и да ја зајак на нивната отпорност, односно резилиентност нели во целиот тој процес. Ова важи и за младиве луѓе кои што имаа среќа да излезат на време. Да, секако. Значи физички ништо не Кај е. може и вина да се јави, мислам не е ништо чудно да се појави вина зашто преживеале. Зашто преживеале? Да. Ова е нешто релативно очекувано, не? Да, може, не кај сите, меѓутоа може да се појави и тоа е мислам нешто што можеби и веќе е појавено кај некој вина зашто тие преживеале. Имате ситуација да една сестра преживува со повреди, другата ја нема и тука може да се јави такво нешто, претпоставувам. Да.
може да се јави такво нешто или како не успеав да ги спасам сите или како не излегов порано. И таа една фаза сега на пазарење која што ќе се јави, ние така ја викаме. Фаза на пазарење, така се вика, негодување, во смисол на леле зошто вака, зошто така, па зашто го кај не речем родителите, па зашто го пратив детето, кај тие што преживеале може да биде зошто не излегов, зошто останав, зошто отидов натаму наваму, зошто не ја повлеков со мене, особено тие кои што биле друштво нели внатре и дел останале, имаше, и биле блиски, апсолутно. Имаше некој, да, имаше исто така, гледав сестричка која што починува внатре, другата која што излегува и тука мислам многу е веројатно да се појави таа вина. Што не мора да значи, пак ја кажам, значи само е очекувано да не се чудат во смисол ако се појави дека е нешто кое што природно може да се јави. Тој дел. Знаете како велат, ако сме реални, општеството е травматизирано, општеството сега се соживува со луѓето, меѓутоа некој ќе рече па добро, меѓутоа сепак после известно време нацијата ќе се смири. Затоа што доаѓаат нови и нови животни проблеми, нови и нови ситуации. Во оваа земја има за жал и доволно афери и доволно глупости кои што и медиумски ќе го покријат ова после известен период. Меѓутоа за овие луѓе тоа не значи ништо. Ќе останат во својата болка, во својот проблем. И тука повторно асоцирам, најважно е оваа стручна помош, ја нарекувате, и од најблиските. Затоа што општеството ќе даде се од себе, меѓутоа сметам во краток временски период. А понатаму животниот тек природно ќе ги едноставно ќе ги оддалечи. Така, после одреден период нормално е да стивне сето ова, меѓутоа исто како, ајде сега ќе дадам пример короната, затоа што е нешто што најскоро, сакам да кажам нешто кое што сите колективно го доживеавме, дури на светски рамки. Значи, на почетокот беше многу интензивно, сега веќе дел од нас се заборавија, меѓутоа тие кои што изгубија близок не забораваат. Не забораваат апсолутно, да. И никогаш нема да заборават. Ова колективна траума е нешто кое што ќе остане во сите нас. Јас не верувам дека ќе остане било која мајка која што утре која детето ќе каже дека оди во дискотека, дека нема некаде на крајот на умот да и текне за ова што се случило, барем не тие така. И мислам тука таа сигурност која што е размрдана, потешко ќе ја враќаме, но што е доброто? Иако сега можеби денес па и не е момент кога може да се зборува за доброто, но сепак сакам да го донесам тоа како ете една перспектива дека со текот на времето болката не менува, но не менува секогаш на полошо, не менува и на подобро. Ова што не се случи, можеби за голем дел нели ќе остане баш тешко, болката тие што ги изгубија течињата и никогаш нема да стивне, само ќе ја менува формата болката, значи болката ја менува формата, процесот на обжалување тоа е, ќе ја менува формата болката, меѓутоа за оние кои што не бевме директно засегнати, јас се надевам дека ова ќе го гледаме како болка која што ќе ни даде енергија, односно оваа анксиозност која што се јавува како енергија во нас, која што бара да се движи некаде, наместо кон лутина која што е деструктивна и која што или самите би се, затоа што многу често знаеме да тргнеме во деструктивни кон себе, однесување, прејадување, препијување, нели некои болести и така натаму, или пак кон надвор да кршиме, да маваме, да бараме правда, да правиме некој одреден тип на протест кој што и не е баш мирен, нели протест. Многу е убаво ако оваа болка, оваа анксиозност ја земеме како енергија која што ќе донесе промени, односно која што ако ништо друго е нешто што мене да речеме ми донесе големо и силно е колку е важно да се почитуваат законите, колку е важно да се презема личната одговорност во системот во кој што живееме, колку е, мислам јас секако работам со лична одговорност, психотерапијата е работа на одговорност, каде што секој клиент се повикува на лична одговорност, меѓутоа ева колективно дека можеби ќе се разбудиме колку е важно да сме одговорни, да почитуваме закони, да се почитуваат правила, да почитуваме граници, бидејќи сметам како општество многу малку почитуваме ние граници. Веројатно и на Балканот ние многу некако тука сме блиски, се знаеме едни со други, многу сме попусливи и дури и како родители многу малку поставуваме граници. Меѓутоа како што на децата им треба дисциплина, нели, за да растат и граници, така и на еден систем и на општество му требаат многу закони кои што мора пред се да се почитуваат. Целото согласувам со вас. Ги спомнавте еве мајките и татковците, ќе се осмелам да кажам. Навистина јас тоа го чувствувам во мојата околина и приватно апсолутно по прашање кој што го поставуваат најчесто мајките, како јас сега ќе го пуштам моето дете. Од една страна тоа е
природно, сватливо, од друга страна постои ли опасност па тоа да направи некаков контраефект, па да почнат луѓето премногу да се поднесуваат заштитнички кон своите деца и со тоа да ги блокираат практично во некои работи што сепак се природни. Така. Ако вие го затворите детето ваше дома за да биде сигурно, тоа ќе изгуби еден куп можности во животот. Така, да. Значи, таа поларност секако не е посакувана и добра. Многу често се случува, особено кај анксиозни, личности, каде што без разлика сега ова е колективна траума, меѓутоа кога има лична траума се случува тоа и тоа не е во ред, каде што па сигурноста толку многу се губи да детето не се пушти да порасне и да функционира само. Затоа тука морам да нагласам дека ние не бегаме од негативни емоции, ние не бегаме од негативни работи во животот. Многу често луѓето мислат дека мора цело време да ни е добро. Не е возможно. Да. Не само што не е возможно, постои ден и ноќ, ние сме животот е дуален, поларен, значи постојат две поларности и ние сме некаде, ајде да речем на тој еден стап на тие поларности, постојано одиме како некоја клацкалка каде што природата вели дека мора да постојат и негативни и позитивни или ајде не би сакала дури негативни да ги наречам, меѓутоа ете непријатни, болни и тешки, постои нов живот и постои Добро, но ние природно стремиме кон убавото, тоа е претпоставам исто така природно. Па да, меѓутоа сепак за да дојде некако мора да постои ноќта за да има и денот. Значи смртта, животот, смртта се поларност кој што постојат и еден од ајде да кажам за да може да живееме, ние мора да ја прифатиме дека ќе починеме. Еден ден ќе не нема, да. Еден ден ќе не нема, мислам тоа е малку парадоксално и ова е малку филозофски, меѓутоа таа е реалноста дека ние ако се плашиме постојано од животот, ние всушност во моментот не живееме, така што доколку некој се пронаоѓа во тоа да стравува премногу за своето дете, да гледа дека не може да го пушти да функционира, да живее, нека побара психолошка поддршка, психотераписка би рекла поддршка, каде што може да ја врати сигурноста во својот живот, меѓутоа и општо во животот. Или би рекла дека тука исто така многу важен фактор е религијата за тие што се религиозни, без разлика мислам од која вероисповест. Религијата нуди тоа какви квалитетни пораки, како сака нека го свати овој некој, меѓутоа нуди и утеха и верба во нешто кое што доаѓа понатаму подобро, а така што апсолутно не е да го сватива некој како сега такви времења се промовирање религија, туку просто тоа е факт. Да, напротив, затоа викам за тие што не мора да е религија, може да е спиритуалност. Во психотерапијата, значи постои, јас ќе кажам, ние работиме со три дела, значи го имаме умот, го имаме телото и обавезно имаме душата. Ние сите викаме ме боли душата. Да. И овде не боли, сите овде не боли. И душата постои, мислам. Душата, сега нашата душа е колективно трауматизирана. Значи нашата душа не боли што гледаме нешто што се случило. И не можеме ние душевното, спиритуалното да го тргнеме настрана. Така што еве дури една препорака, не мора да сте религиозни, меѓутоа доколку сте спиритуални, многу помага во овој процес на обжалување, во оваа тага, во ова колективно лечење и сите оние ритуали. Дури ако се вратиме на назад и старите словени, ние сме тука словени, старите словени што правеле? Тие имале ритуали и тоа природно ние го правиме сега. Собири, па ајде да донираме, па ајде да запалиме свеќа, па ајде да одиме, па кој, без разлика, тие ритуали на тоа заедништво, тие носат сигурност и стабилност и многу помагаат, бидејќи животот е непредвидлив, но кога имаме верба во нешто надвор од нас, тоа е нешто кое што многу ни помага. Не попусто обстанале толку векови, ако немало во нив некако квалитет. И сега друго, нешто што се нарекува бес, колективен бес се појавува, гнев, очај и негде тој станува деструктивен. Пред некој ден видовме во Кочани, да, некој ќе рече дека можеби тоа се уфрлени елементи, нема да политизираме воопшто, некој ќе рече дека некој тоа намерно го прави, но мене ми е логично, не оправдано, но логично кога некои луѓе едноставно во тој напад на несвесност, условно кажано, се обидуваат својот бес да го манифестираат така. Ќе искршиме нешто, еве ќе уништиме општината. Еве ќе му го запалиме локалот на тој што сметаме или е виновен. Не знам утре, заутре нешто друго. Меѓутоа, како да се канализира тој бес во прифатливи рамки? За да не се претвори во анархија, ние објективно можеме да се најдеме во ситуација, не дај Боже, во кој што луѓето ќе почнат да прават потполно неадекватни работи и тоа ќе се оправдува со што да прават, не може да се соочат. Така.
Прво многу е важно да, нели, еве, јас го разбирам тој бес кој што се јавува и тоа е нешто кое што не е невообичаено и е природно. Затоа што имаме тој доволно причини за бес. Па тој бес се Системот јавува. не функционирал. Се наоѓале начини да се Па тоа е желбата за донесување на правда. Правда, Една е, меѓутоа во позадина прво да не заборавиме дека е тага. Но многу луѓе не знаат да тагуваат онака како што мислиме дека треба. Јас пак ќе кажам, никој не може да му се меша на некој како тагува. Многу луѓе тагуваат така што првично чувствуваат бес. Дали е тоа здраво или не, веќе тоа е друга димензија, но голем дел од тие јас мислам дека беа млади повеќето што протестираат, тие млади можеби биле внатре и чувствуваат огромна тага за загубата и тоа е една првична манифестација која што кај нив се мало градче веројатно сите се познаваат. Сите, меѓутоа тоа е првичната нели некако реакција доаѓа на тажен сум, што се случи и тука е таа вина, како не ги спасивме, како не направивме нешто порано. И сега морам да се одмазнам на некој начин. Па не мора да значи дека одмаздување, тоа е една голема лутина и без затоа реков бесот може да го гледаме како некоја енергија која што треба некаде да излезе. Меѓутоа во тој момент ајде да ја земеме правдата во нашите раце затоа што не се чувствуваме сигурно. А кога ние не се чувствуваме сигурно, имаме некаде три опции. Значи нашиот мозок функционира за да не заштити, функционира така што или се смрзнуваме и затоа многу ќе видите дека многу луѓе ќе се смрзнат кога нешто лошо се случува, не може да реагираат. Едното е да избегаат или нели да трчаат и да бегаат, тоа се нели, и едните е да се борат. Сега пребеганите или слично, сега нели зависи во која го гледаме, овие се оние кои што се борат. Овие се оние кои што начинот на кој што го изразуваат стресот и она што се случува е преку борба. Меѓутоа, многу е важно тука да нагласам дека тоа што ова не е нешто кое што е конструктивно за нив, пред се затоа што постојат закони, самите не можеби не автентично изразување на тагата или враќање на сигурноста и моќта, колку што сега им е важно нив да можат прво да го прифатат ова што се случи, да можат да си го испроцесираат и да го истагуваат, а начинот на кој што може да ја канализираат енергијата е пред се со собири кои што ќе јас би рекла, еве, нека почнат да работат со лицата кои што се таму на терен, веќе има психолози кои што се таму, колеги кои што навистина кажуваат многу страшни, ајде да кажам, приказни болки со кои што се соочуваат, но имаат поддршка каде што можат да одат. Сметате дека овие мирниве собири, овие каде што еве како во Скопје што се случуваше, тоа е многу потребно. каде што луѓето доаѓаат заедно, молчат со минути, палат цвеки и така натаму, тоа е веќе сосема прифатливно и корисен, претпоставувам. Тоа е корисен, но оние кои што имаат потреба и да викаат и да маваат и така натаму, постојат различни техники во психологијата. Сега јас ако донесам на пример техника со кршење и со мавање, не кон некој работи, меѓутоа еве да речеме психолозите имаме на техника на мраз во када на пример, или во некое место да кршиш и да маваш, каде што ќе го имаме тактилно, значи многу е важно и физички телото да се вклучи во процесот на обжалување и во траумата, каде што кога држиме да речеме еве мраз, конкретно ова е една техника која што се користи и да се крши во када или негде надворна, каде што не можеш никого да повредиш, каде што го има и допирот, низ телото, каде што го има бесот, каде што го има кршењето, звукот дека нешто правиме, што биме мавење во перница, значи во рета да не се сопре бесот, меѓутоа да не биде насочен кон деструкција на другиот, затоа што во тој случај стануваме предатори. Ние многу често жртвата многу често знае да премине во тоа да биде предатор. Но многу е важно да некаде излеземе од тој круг, нели, каде што сме спасител, жртва и предатор, па ние стануваме лошите, односно правиме нешто каде што повеќе му правиме зло на другиот и ние не оставаме никаков пример па како на добар начин ова да се направи. Затоа тука би рекла еден чекор назад и нешто кое што ќе биде поконструктивно, каде што ќе се користи и телото, каде што ќе може да излезе тој бес, каде што ќе може да викаат, тоа може да е на место каде што нема никој да ги слуша, тоа може да е дома, тоа може да е дадов еден пример со мраз, не мора да е мраз, на крајот на денот во грчката култура кршат тангери и дури за како забава, нели тоа сам буквално нешто кое што само ослободува, но да нели да не го повредиме другиот. И затоа тука би рекла индивидуално зависно што е оно кое што им е потребно, но дали сега им е потребно да ја вратат, нели да имаат над моќта или е потребно да утре се закопаат сите тие кои што замина и да може да се одаде еден почит и да има еден ритуал каде што ќе се даде, ајде би рекла, простор тагата
нели прва да дојде и да излезе. Да. Има уште еден момент што тука можеби треба да се спомене, јас си го земам за право да го кажам. Општеството ја прифаќа таа состојба на стрес кај одредени луѓе. Ми се чини дека и системот е релативно внимателен со нив. Меѓутоа, ако тоа се претвори во сериозни облици на насилство, сакале или не келе, полицијата просто кажано ќе мора да го спречи. Затоа што во спротивно ќе се претвори во нешто што е надвор од разум. Секако, меѓутоа и самите ќе се повредат. Тука мора да бидеме внимателни дека постојат и такви опасности. Па да, нормално, мислам, тие на некој начин самите се повредуваат, затоа што тука законот носи нешто друго и овде одиме сакајќи да се бориме против системот, ние повторно не го почитуваме нели системот и правилата. Сега тука е веќе една друга тема која што нели како ние се однесуваме и каков пример се. Јас секогаш велам, сега не е моментот, нели во овој процес на жалење, но тука е многу важно да ние тргнеме од себе. Тука е многу важно да ние дадеме добар пример, тука е многу важно да бидеме внимателни што ние промовираме, нели кога се бориме против нешто, меѓутоа против што? Да, ние сме системот, многу ни е лесно да речеме системот е, меѓутоа кој е системот? Системот ние апсолутно. сме, мислам, ние сме дел од системот. Секој од нас придонесува и прави да доколку ние сите би биле во една позиција, јас би рекла многу е важно сега и секој кој што е на лидерска позиција да внимава што прави, да дава добар пример. Одлично прашање. Луѓето кои што се наоѓаат сега истурени, да не ги земеме како пример, не знам, министерот за внатрешни работи мора секој ден да излегува на телевизија, да кажува, премиерот мора да излегува, не знам, доктори специјалисти мора да излегуваат. Да, луѓето кои што имаат таа тешка задача да цело во ова несреќно време некако да ни го објаснуваат низ процес на истраги, низ процес на лекување, низ процес на не знам, борба со криминал, заштита и така натаму. И тие луѓе се претпоставувам под тешка психичка пресија. Да, многу се, па затоа е многу важна таа работа на себе. Тука е многу важно да се работи на сопствената регулација, на барање на начини како да се развиваме како личности. Тука е психологијата всушност многу значена и важна. Никој не ве праша овакви околности, вие мора да преземете обврски и мора да ги направите. Тука веќе никој нема да има милост за вас. Затоа тоа е личната одговорност. Тука би рекла кога веќе сме на таква одговорна позиција, многу е важно да знаеме како пред се самите се водиме. Ајде, јас би рекла, може некој ќе ми се налути, меѓутоа ако ние не знаеме самите себе си да се водиме, како можеме да ги водиме другите? Апсолутно. И сега тоа е многу голема одговорност. И ако не можеме во тој момент, ворите да се повлечеме. Значи луѓе сме, не можеме да бидеме совршени, имаме периоди. Да, често да кажете јас не можам. Да, јас не можам и тоа е во ред. Знаете како, еве психолозите сега имав колешка вика леле јас не можам, морам да се повлечам. Па повлечи се, мајка е на многу мало бебе. Тука не си сега тука ти потребна, сега си на друго место потребна. Сега си му потребна на твоето бебе, мислам не е на нели затоа сме колектив. Затоа што кога еден не може, друг може, кога некој може повеќе, нели така натаму, меѓутоа оние кои што се на да речам влијателни функции, многу е важно како сега ќе се однесуваат и што ќе прават и да, теретот е многу голем кај нив, меѓутоа и одговорноста и важно е да ја преземат. Мислам важно е да ја преземат, јас секогаш што го велам, многу луѓе бегаме нели од одговорноста. Мојата општествена одговорност како психолог е јас денес да дојдам тука и да пробам да дадам дел од оно кое што сум го учела на оние кои што не го учеле, затоа што тоа е дел и од мојата заклетва која што ја носам со мојата професија. Јас не сум учела нели за мене да си остане знаењето, јас сум учела и за вакви кризи, каде што кога ќе дојде некоја криза можам да бидам тука. Јас во моментов зборувам колегите, во име на колегите, верувам дека ќе се согласат повеќето дека ние имаме општествена одговорност да бидеме тука, да дадеме поддршка, бидејќи имаме веќе групи на поддршки кои што можат и нам да не поддржуваат, нас сите да не поддржуваат, бидејќи ние, нели нормално дека се соочивме со тој голем стрес. Меѓутоа многу е полесно кога се учествува во група и кога имаме некој кој што е тука, а лидерството тука го споделувам затоа што секој од нас е нели лидер сам за себе и кога ние ги промовираме вредностите, кога ние сакаме нели нешто да направиме слично, многу е важно прво да го покажеме и да го имаме и да го живееме и ние тоа не животот. Мислам да си тргнеме сами од себе, еве конкретно за системот и тоа што се случува, што не се изнаслушавме, изнагледавме, точно ќе видиме законот постои, меѓутоа не го почитувал тој со име и презиме, не е дека системот индивидуално, да. Тоа е индивидуално и тука многу важно само да се освестиме. Имало многу индивидуалци, тоа е проблем. Имало многу индивидуалци, не е тројца, него многу индивидуалци. Тоа е проблема, што има многу затоа што некаде веројатно не поставуваме посилни граници, затоа што ни одговара и тука е затоа велам јас почнува ова од најмали нозе. Тоа почнува од најмалото воспитување да се
да зборуваме повеќе и погласно за вредностите, да носиме превенција, не само да доаѓаме. Еве, сам јас ова сериозно го кажувам и како апел, да не бидат психолозите вклучени во само кога ќе дојде криза. И не само психолозите, мислам сродните професии, социолозите, вклучително и сите оние, да бидеме вклучени во превенција, за да може многу погласно и многу повеќе да се зборува за вредностите кои што едно општество го држат па и ментално здраво. Ние можеме нели многу да си зборуваме и филозофираме за некои работи, меѓутоа се знае некои работи кои што го штитат менталното здравје, таа сигурност, таа сплотеност, тоа почитување, честност, и мислам има навистина некои работи кои што е важно. Што сега ги рачунаме не баре како застарени и модел кој што нема потреба да се следи. Па да, меѓутоа еве што се случи. Моделот кој што сме го заборавиле, тука ја спомнавме нели религијата, значи како може ние да се наречеме општество кое што следи некои правила, кога која религија ќе го дозволи тоа што се дозволува. Што се однесува до медиумите, јас се прашувам од оваа моја перспектива. Ние имаме своји регулации како треба да се однесуваме, кодекс на новинарите и така натаму. Да, еве и ad-hoc се случуваат договори во кои што знаеме до каде треба да одиме, меѓутоа и ние се наоѓаме, претпоставувам, на таа некоја клацкалка повторно. Од една страна сето тоа да биде достоинствено, да биде представено како што треба, од друга страна таа некоја медиумска потреба да бидеш на вистинското место во вистинско време, да го пронајдеш тоа што другите го немаат, а од сета страна јас не би се вадел на тоа, меѓутоа и ние исто како луѓе, исто како и вие што имате обврска да дојдете овде, јас имам обврска да зборам 3 пати неделно пред јавноста, иако јас сум човек со душа и со емоции кои што исто така се кршат на разни мислам дека новинарите се на број 1 по најстресна професија од сите професии во светот. Ако не се лажам, новинарите се на прво место. Ние не се жалиме, Боже, меѓутоа тоа е. Мислам дека последните истражувања што ги гледав на прво место сте. Така што вас јака ви душа, бидејќи вие сте исто така во првите редови. Мора да се носиш со ова и луѓето бараат од тебе да бидеш по сите параметри како што треба, од друга страна и тебе те крши тоа. Не може да не те крши, ова со тебе сите не потресува. Сега овде кога доаѓам до уште една, условно кажано, медиумска ситуација, иако не во оваа професионална смисла, има луѓе, за жал, кои што и во вакви травматични моменти се обидуваат, дали од лукативни причини, дали од можеби некакви социопатски, не знам, јас можеби и грешам со термините, се обидуваат да наметнат некакви наративи. Вие ќе прочитате некој како тврди дека не е точно дека се толку и толку загинати, 3 пати повеќе се вие кривате. Без никаков доказ за тоа. Некој ќе извади катастрофални работи. Не знам, родител на дете кој што починало се фрлил, не дај Боже, мислам, сега го кажам така, рипнало тераса. Знаеш, буквално го вада тоа како некој вади тие тамо пари направија од не знам што. Значи, потполно неодговорно однесување, меѓутоа пласирање на информации во нашиот сегашен свет, тоа е многу лесно, не е како порано ќе чекаме Нова Македонија да објави, него вие сега го пуштате на социјалните мрежи, потоа го прифаќаат X луѓе, па се шири и со брзина на светлината нечија будалестост станува вест, дури станува и факт. Што со тие луѓе? Од друга страна, регулацијата е таква што вие не може да им забраните на луѓето да се глупираат на социјални мрежи. Меѓутоа, како да влеземе во тој процес, да речеме, чекај малце, овие луѓе не се тие што треба да ни кажат. Од друга страна, како да го препознаеме тоа? Јас сега за себе можам да зборувам, бидејќи сум во оваа професија, но гледам како луѓето лесно ја прифаќаат таа измама, таа манипулација. Затоа тука многу важно да гледаме во себе, на личната одговорност и за жал, значи постои одреден процент на населението кое што спаѓа во психопатски структури, нарцисоидно нарушување или социопатија, во што го споделивте. И не сме ние посебен пример во светот, туку тоа е така, да. Тоа е на ниво на светски рамки. Тоа е секаде, тоа е нарушување. Такви луѓе, тоа е намалување, ние го викаме тоа намалување на невропластичноста во мозокот, каде што едноставно ние ги викаме структури на личност, односно постојат различни типови на структури на личност. Конкретно овие се најстрашните, затоа можеби се најпопуларните, популарни во не кај психолозите, во негативна смисла популарни кај поширокото население ги знаат, бидејќи за жал имаат недостаток на емпатија. Меѓутоа јас би рекла, не можеме да ги смениме тие. Тоа е еден голем знак прашалник
кај нив нема свесност, кај нив нема емпатија, кај нив нема грижа на совест. Возможно ли е тоа? Јас искрено мислев дека тоа е некаква... Не, возможно е, возможно е. Најчесто, мислам сега, тоа е многу длабока и голема тема, тоа може да некоја друга. Тоа е баш интересна и значајна тема да се знае, затоа што, да речеме, од 2 до 6%, да речеме, од населението би биле. Значи, ние секако познаваме некој. Тоа воопшто не е толку малку. Па не, и најчесто се на повисоки функции, затоа што па некаде и повисоките функции бараат недостаток на емпатија. Но, она што сакам да кажам дека тоа е еден спектрум, значи тоа не е дека има некои што се во многу тешка, ајде да речам пак ќе ги донесам како една линија, значи некои имаат малку, некои имаат малку повеќе, некои имаат само црти на личност, некои веќе имаат потполно нарушување на личноста, но ние не можеме да ги менуваме нив, но можеме да бидеме внимателни. Јас затоа секогаш тука викам да бидеме внимателни кои портали ги следиме, да бидеме внимателни кои психолози ги посетуваме. На крајот на денот има многу личности сега што кажуваат дека се психолози, меѓутоа немаат завршена психологија или кажуваат дека се психотерапевти, а немаат надри лекари како што ги нарекуваат. Па не, да има лекари и така натаму, че сега тоа е една никој не може нели да ги натера другите, па дури и да ги казни не може. Мислам тоа е едноставно невозможно, но многу е важно затоа тука да преземеме лична одговорност, што е она што ќе го следиме, чии препораки ќе следиме, како ќе се однесуваме, нели таа една скептичност која што е здрава, да ја има кај нас и да проверуваме од каде доаѓа овој извор. Но да не премине во параноја. Секако да не премине во параноја. Затоа што многу често луѓето велат сега на никој не му верувам. Па затоа викам тука да не премине во параноја, да, затоа што еве да речеме ова е медиум кој што дава сигурни, нели секогаш кажува проверени извори или адекватни проверени информации. Значи знам дека можам да му верувам на овој медиум затоа што ги дава. Сега тука не можеме секој индивидуално тоа како ќе го гледаме, меѓутоа сепак повикувам на лична одговорност да бидеме внимателни што отвараме, што следиме, кого го слушаме, што е она кое што го има на крајот на денот, еве ние психолозите имаме побаре број од лиценца. Дали има лиценца тој психолог, нели слободно да не се чувствува непријатно клиентот, дали тој човек има лиценца, бидејќи не можеме да ги контролираме другите. Постојат вакви структури и секогаш ќе постојат тие структури, мислам, злото, ние не можеме да отидеме нели во другата поларност да немаме доверба и слично, меѓутоа злото секогаш ќе постои, како што постои и доброто. Само јас секогаш викам да веруваме што повеќе, да промовираме што повеќе, да бидеме внимателни. И од друга страна, емпатијата расте кога сме добро, но кога не сме добро, многу често емпатијата и кај здрава личност, мислам, што не спаѓа во ова нарушување на личност, знае емпатијата да падне. И што значи тоа? Затоа што човек претпоставам прво себе се обидува да се заштити. Па да, кога не сме сигурни, кога не се основните потреби задоволени, многу често потпаѓаме и ја губиме несвесно, ја потискаме грижата на совест затоа што сега ми требаат пари, ќе земам ни тоа. Мислам, ова чисто го носам дека не секој кој што прави, затоа што ние сите сме грешни, мислам не постои човек кој што не сгрешил, кој што не направил нешто кое што е погрешно, намерно или ненамерно, или најчесто ненамерно, меѓутоа и кога е намерно. И затоа тука е многу важно да гледаме да сме што подобри за да можеме што повеќе емпатијата да ја растеме. Затоа е многу важно децата, бидејќи емпатијата е нешто кое што се учи. Значи тоа е нешто кое што се учи сега еве. Не е природно својство, сака да кажеш, не сме родени со неа. Гледате колку е убаво, се раѓаме, меѓутоа се учи бидејќи ја гледаме од околината и може да е пониска, но како сме ние подобро, како ја гледаме кај другите, учиме дека треба да ја правиме. Ако јас гледам дека вие помагате и дека одите некаде да нешто добро да направите, јас ќе речам, колку убаво, јас вака треба, значи чекај и јас ќе однесам како љубезност или безразлика. Ако јас видам дека мојот родител ми носи, па види како му е на кучето, како му е на мачето и така натаму. Сам сега ова се нели детски моменти како ја учиме емпатијата. Тоа дете полека ќе почне да ја развива како е на Елена. Добро, како и му е Немо. Ние ми се чини дека живееме во време, ова е мој став, не мора да се сложите, во кој што напротив луѓето се учат на негативни примери. Вие гледате како некој заработил пари за 2 години, а не е генije, а не е Новак Џоковиќ, а не е, не знам, Илон Маск. Ги заработил благодарејќи на матни игри. Па да, ама ја затоа сакам да се стави фокусот на оние кои што не ги имале матните. Затоа што кога толку многу се фокусираме само на негативните и само да гледаме во лошото, забораваме, ајде да ги видам добрите примери. Колку добри примери имаме сега, па дури и нашите соседни, мислам, видете што прави Бугарија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Мислам, јас сум дури изненадана, имаат ден на жалост, како донираат, како помагаат. Луѓето по природа се добри. Само многу е важно некако да го гледаме тоа, да го нагласиме тоа и да го наградуваме тоа, да не само се казнува
негативното однесување, туку и да се наградува позитивното однесување. Јас тука и сега навистина би сакала и другите да гледаат во доброто кај луѓето. Да гледаат колку ние како колектив сега си помагаме, колку правиме ритуали за поддршка. Ова е природен начин на лекување на траумата. Овие собири што се случуваат и не мора да излезете на собир дома, во блиските со блиските, да се разговара со блиските, па макар на телефон, макар со психолозите кои што се на повик, на кои што може да се јавите толку сте сами и поосамени. Значи да не се изолираме. Ние сме колектив и тука тоа да не го заборавиме, дека никогаш човекот сам не може да преживее. И да, иако има некои негативни работи, меѓутоа тоа е друга тема, дрвото не може да расте ако нема корење, ако нема многу корење кои што се едно во друго. И тоа сме ние каде што мора да се зацврстиме и да сме заедно, да сме многу, да се помагаме. Добро, повторно се навратам на нашето време во кое што индивидуализмот се апострофира и се подига на многу високо ниво, каде што се вели ти гледај, ти заработи, ти заштити се, ти направи си го животот убав, за другите баш ти гајле. Сега овие вакви моменти некако не враќаат кон основа. Не враќаат, затоа велам не е момент, само во никој случај не е утеха за тие кои што загубија, но еве за оние кои што можеби не се толку погодени, ова нека не врати назад да видиме колку е важно да бидеме заедно и дека да, и покрај тоа што секој има право, нели може да прави и што сака и слично, сепак тоа што сака да биде во рамки на некои вредности човечки, каде што не газиме по другите луѓе, каде што можеме да бидеме асертивни и да се бориме за оно што го сакаме, преспри тоа да ги нападнеме и нели да наштетиме на другите. Тоа е таа разлика меѓу нели психопатската структура и кога зборуваме за психопатската, тоа ќе биде последно прашање за вечерва, се вели дека не знам дали е правило. Вие сте експерти, јас сум само човек што чита наоколу, се вели дека многу често овие луѓе кои што се со влезени во тој спектар на психосоциопатски нарушувања, често пати се многу интелигентни и својот недостаток на емпатија вешто го кријат. Односно манипулацијата која што ја прават врз луѓето оди токму врз повикување на емпатија. Да, тие знаат да ги имитираат емоциите. Знаат да имитираат, така. Што и луѓето тука природно често потпаѓаат. Најчесто овие луѓе се ултра интелигентни, не знам дали најчесто е, меѓутоа ги има и тие сосема на еден луциден начин манипулираат со луѓето околу себе. Да, тоа е многу честа појава, само тоа е многу длабока, да би рекла, тоа е многу длабока тема затоа што можеби некогаш ќе имаме посебна емисија за тоа, ако сакате, но вака на кратки црти. Затоа што е тешко да се забележи, едно нешто кое што јас мислам дека може најмногу како знак да биде, да помогне да знаеме и повеќе да се едуцираме за нив. Многу често имаат некоја многу често, не секогаш, пак ќе кажам, не можам да ги генерализирам, секогаш постојат луѓе надвор од таа рамка, меѓутоа имаат некој след на животот кој што е специфичен, да речеме, психопатските и нарцисоидните структури имаат различно. Најчесто нарцисоидните се малку оние што ги викаат поинтелигентните, меѓутоа имаат бунтовни се многу, насилно однесување, имаат многу често некоја голема загуба доживеано. Се верува кај повеќето психолози, барам така веруваме, имаат рана травма на загуба најчесто на родител или на некој така, па морале во наводници да научат да се грижат сами за себе и забораваат за колективот. И тоа оди во радикално. Така, и оди во радикалност, каде што потполно тие веќе само ги учат, значи само гледаат како другите се однесуваат, а не го чувствуваат. Многу често знак дека се наоѓаме во некоја таква релација со некоја таква личност е прво да го гледаме контекстот. Ние некогаш забораваме на контекстот и само сме само тука и сега и слушаме што се случува, меѓутоа забораваме на широката слика, што се прави таа личност и многу често се чувствуваме како може личноста која што е жртва да се чувствува како да се го изгубила умот, како да полудела, да се негира реалноста, не кажав така, не направив така, да се преиспитува. Ако почне човек многу да се преиспитува, убаво е да се запраша зошто. Зошто почнал да не верува во себе? Каде е изгубил вербата во себе? Но пак ќе кажам, ова е многу длабока тема која што може да отвори некој многу подолг процес, така што не знам дали одговорив доволно како можат, бидејќи тоа се структури кои што не можеме да ги смениме, а постои начин да се излезе од таму, но процес е, многу голем процес. Елена Џебар, јас би имал уште десетици други прашања, морам да ви признаам, меѓутоа времето за оваа емисија истече. Ви благодарам за одговорите, мислам дека се многу корисни и не апсолутно ќе има можност барем гледачите да извлечат заклучоци корисни за нив. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Да, почитувани, ова беше се за вечерва, се за оваа работна недела на Заспи. Ако можеш утре
се разбира во 15 часот репризното издание, а јас ќе ви закажам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш чувајте се.